Среда 13 мај 2026, добра вечер во Дневникот на КТВ. Денеска во Кавадарци редовна крводарителска акција во просториите на општина Кавадарци. Кавадарчани уште еднаш потврдија дека се меѓу најхуманите во државата, бидејќи околу 13 часот имаше собрано над 30 крвни единици. Состојбата е со крвните единици моментално одлична. Во регионот, нашиот регион, Тиквешиот регион, секогаш, значи, во колаборација со Црвениот крст на Република Македонија и ИТМ Скопје, Институтот за трансфузионна медицина, редовно се одржуваат акциите, при што се земаат секогаш солидни количини на крв. Како на акциите, така и во службата на Институтот за трансфузионна медицина во Кавадарци, секој понеделник и четврток се земаат крв, така што може да кажам дека количините се задоволителни и дарителите си идат нормално како и секој пат. Кавадарци од секогаш бил еден од најкрводарителските градови. Тоа можам да го заклучам, да. Јас веќе неколку години работам во Институтот за трансфузионна медицина во Кавадарци, во службата во Кавадарци, и тоа можам да го потврдам со сигурност, заради тоа што има дарители кои што даруваат, има редовни дарители, меѓутоа има и нови правократни дарители кои што за прв пат го остваруваат, нели, дарувањето и во службата за трансфузионна медицина, така и на акциите. За крај, с оглед на фактот што се ближи летото, се ближат горештините, колку снабдувањето со крвни единици значи спасување на еден живот? Секако, значи раздвиженоста на луѓето придонесува за жал, нели, зголемени повреди, зголемени потрошување на крвта, меѓутоа стабилни се единиците на крв, тоа сето оде преку Скопје со план за реализација на крводарителските акции, така што сега за сега можам да кажам дека се стабилни и крвните единици и собирањата, заради тоа што имаме и успешни акции и успешни дарувања и во службата за трансфузионна медицина. Можеме ли да очекуваме 30 на крвни единици денес? Па веќе сме над 30. Село Сопот добива нова атмосферска канализација, откако беа поставени нови коругирани цевки, вчера се изврши асфалтирање на ровот. Целосно е завршена изградбата на атмосферската канализација во село Сопот. Откако претходно беше изградена атмосферската канализација во селото, се поставија коругирани цевки со диаметар Фи 500 и вчера се изврши и асфалтирање на ровот со површина од 500 метри квадратни. Градежните активности ги вршеше фирмата Градба Промет. Екипа на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци во координација со Мој општинар редовно врши санација и прочистување на полски патишта. Како што информираат денеска од локалната самоуправа, се работеше на санација на полски пат од Конјски дупки до депонијата Мелци, односно местото каде што е поставен крстот. Општина Неготино со инфраструктурен проект во село Курија. Целосно се реконструираше улица во селото во должина од 440 метри. Општина Неготино со финансиска поддршка од владата на Република Македонија преку апликација на јавниот повик заврши со реализација на уште еден исклучително значаен проект за жителите на селото Курија. Имено завршија градежните активности на проектот со кој се изврши комплетна реконструкција на улица во селото Курија во должина од 440 метри. На овој начин, жителите на селото добија нова улица со која се зголемува безбедноста на учесниците во сообраќајот на овој потег. Фолклорниот ансамбл Тиквеш со тематски целовечерен концерт ќе бидат презентирани неколку нови кореографии, сценски адаптации, песни и носи од Егејска Македонија. Утре вечер, во четврток на 14 мај, од 20 часот,
ќе се одржи специјален тематски целовечерен концерт на кавадаречките културни амбасадори фолклорниот ансамбл Тиквеш, кој работи при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци. Концертот е насловен како Ора и песни од Егејска Македонија. Љубителите на фолклорот ќе имаат можност да видат неколку нови кореографии и сценски адаптации, како и песни надополнети со носиите од овој етнички предел. Без сомнение, можеме слободно да сугерираме дека ова ќе биде вистинско уживање за сите љубители на македонскиот фолклор и традиција. Прва постхумна изложба на Родолјуб Анастасов во Кавадарци. Станува збор за оригинални цртежи на Анастасов, кој го краси епитетот еден од 100 генијалци на 20 век. Ова е последната серија на цртежи од творечкиот опус на Анастасов, работени во техника молив и молив во боја на хартија во мали формати, каде извонредниот Анастасов со својот мемориски трезор изнедри повеќе од 200 портрети, создадени во периодот 2016-2022 година. Благодарение на поддршката и заложбите на фондацијата Јустина и Родолјуб Анастасови, оваа изложба продолжува да се движи како патувачки концепт, исполнувајќи последната желба на Анастасов, неговите визии да стигнат до што поголем број на љубители на уметноста, но и жители на земјата која Анастасов неизмерно ја сакаше. Денеска помеѓу нас се и представници од фондацијата Јустина и Родолјуб Анастасови, Бранко и Марина Зафирови. Јас сега накратко ќе ве запознаам со биографијата на Родолјуб Анастасов. Роден е 25.2.1935 година во Скопје, а почина на 4 април 2026 година. Во 1954 година го завршил училиштето за применета уметност во Скопје. Во 1955 година се запишал како вонреден студент на Висшата педагошка школа во Скопје, ликовен одсек. Во 1958 година ги започнал студиите на Академијата за ликовна уметност во Белград, а дипломирал во 1962 година. Во 1963 година бил уопсен во Марибор, Словенија за вербален деликт. Судот во Загреб го осудил за навреда на маршалот Тито и раководството на комунистичката партија, пошто следело 2 години робување на Голи Оток. Причината била несогласување со ставовите на Јосип Броз Тито за апстрактната уметност, објавени низ тогашниот печат. Во 1968 година се жени со Јустина Коштомај од Велење, Словенија. Истата година станал хонорарен, а подоцна и редовен професор во училиштето за применета уметност Лазар Личеновски во Скопје. Во 1980 година, со отварањето на факултетот за ликовни уметности во Скопје, станал професор на истиот каде што работел до неговото пензионирање. Во 2011 година, како подарок на својата нација, остапил 400 дела на музејот на град Скопје, во чии рамки е формирана галеријата Јустина и Родолјуб Анастасови. Во периодот од 1958 до денеска Родолјуб Анастасов учествувал на над 400 групни изложби на сите континенти, освен Јужна Америка. Носител е на над 40 домашни меѓународни награди и признања, а во 2009 година ја добил највисоката државна награда 23 октомври за долгогодишни остварување за Македонија во областа на културата. Најпрво, многу ми е драго што еве сме денеска во Кавадарци со изложбата на доајенот, како што кажавте, на македонската ликовна уметност Родолјуб Анастасов. Ова е изложба насловена Глава полна луѓе. Зошто? Заради тоа што ова е всушност последната изложба со цртежи кои што Анастасов ги направи во својот живот. Како што знаете, за жал тој пред 2 месеци почина и токму ова изложување на изложбата е прво после неговото заминување. Прв пат доаѓаме во Кавадарци со изложбата.
Изложбата се состои од 64 дела. Тоа се цртежи со молив и молив во боја. И на овие цртежи Анастасов всушност ги представи сите ликови кои што за добро или за зло, како што тој кажува, ги сретнувал во текот на својот живот и во еден момент во периодот нешто пред короната и за време на изолацијата тој сите тие ликови успеа да ги пренесе на хартија и имаме можност да видиме повеќе од 200 портрети. Како што гледате, бидејќи Анастасов извонреден цртач, извонреден портретист, имаме една страшно голема галерија на портрети на различни личности кои што тој низ својот живот ги среќавал и кои што нели го сочинувале неговиот живот на некој начин и животен пат. Така што со оваа изложба на некој начин сега повторно правиме едно in memoriam на она што Родолюб Анастасов значи за македонската уметност. Меѓутоа, ова на некој начин е исполнување на последната желба на Анастасов. Токму така. Анастасов пред 10 години ја формираше фондацијата Јустина и Родолюб Анастасов и преку таа фондација тој всушност донираше на својата Македонија, како што често кажуваше, повеќе од 400 дела. Всушност тоа е целокупниот негов опус и дел од таа колекција беше постојано изложувана во музеј на град Скопје и тоа е таму сместено во една постојана галериска поставка, но ова што денеска го гледаме е нешто што Родолюб го направи буквално во последните години од својот живот и неговата желба и пораката до фондацијата беше оваа изложба да оди, да се движи низ Македонија, за да што поголем број на луѓе, особено млади луѓе, можат да се сретнат со она што Родолюб сакаше да го покаже во своите последни години. Токму затоа тука е Музеум Линк. Точно така, Музеум Линк веќе од 2016 година има една мисија на движење низ државата. Практично ние ги споивме во една мрежа на музеи, домови на култура и институции од областа на културата, повеќе од 32 институции низ државата и секаде каде што можеме во текот на годината носиме квалитетни изложбени концепти, заради тоа што сметаме дека не сме да биде привилегија само на граѓаните на Скопје, да имаат допир до оригинални изложби, до оригинални дела и токму заради тоа сме насочени кон најмладата публика, сакајки лично да имаат пристап сите до она што значи квалитетна уметност. Отворен ден во Средното општинско училиште Свети Кирил и Методиј во Неготино. Идните средношколци се запознаа со постоечките профили, расположливите технички и просторни услови, како и ресурсите и опремата со кои располага училиштето. Градоначалничката на општина Неготино, Марија Нацева, вчера присуствуваше на отворениот ден во Средното општинско училиште Свети Кирил и Методиј, кое широм ги отвори вратите за сите заинтересирани ученици и родители, кои имаа можност да се запознаат со условите за запишување, квалификациите кои ги нуди училиштето, наставниот план и програма, да направат увид во условите за престој и учење, како и во ресурсите и опремата кои им се на располагање на професорите и учениците. На поставените штандови
професорите и актуелните ученици на идните средношколци им ги презентираа постојните профили, расположливите технички и просторни услови со кои располага училиштето, а на учениците кои имаа потреба им беше возможно да разговараат за се што ги интересира со предметните професори. Идните средношколци имаа можност да се информираат и за предностите што ги нуди училиштето за понатамошно студирање или вработување. Нацева во незиното обраќање пред присутните потенцираше дека квалитетните услови за реализирање на образовниот процес и добрите технички насоки се исклучително важен дел при изборот на учениците во кој училиште ќе го продолжат средното образование, а токму Неготинското средно училиште ги нуди најсовремените услови за одвивање на образовниот процес и токму затоа градоначалничката ги охрабри присутните ученици да го направат вистинскиот избор и средното образование да го продолжат во Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Неготино. Го гледате Дневникот, продолжуваме со останатите содржини. Владата планира воведување на строги мерки за заштита на младите од коцкање. Владата на денешната седница го утврди новиот усогласен текст на предлог законот за игрите на среќа и за забавните игри, кој ќе биде испратен до собранието. Со ова започнуваме нова, посериозна и поодлучна фаза во борбата против нелегалното приредување игри на среќа, агресивното рекламирање и злоупотребите кои со години нанесуваат штета врз граѓаните, особено врз младите, децата и семејствата. Фокусот на овој закон е јасен: заштита на децата, младите и генерации и семејствата. За прв пат се воведуваат строги ограничувања за рекламирањето на игрите на среќа. Се забранува рекламирање надвор од деловните простории, доколку тоа има цел да ги поттикне граѓаните да учествуваат во игрите на среќа. Се забрануваат пораки кои коцкањето го представуваат како пат до финансиски успех, подобар живот или решение за лични и социјални проблеми. Дополнително се забранува рекламирањето преку познати личности и содржини насочени кон малолетниците. Испраќаме јасна порака дека коцкањето не смее да се нормализира, ниту да се представува како стил на живот пред младите. Втората клучна точка е заштита на образовниот процес и безбедност на учениците. Со законот се предвидува сите објекти во кои се приредуваат игри на среќа, во казина, автомат клубови и електронски игри на среќа да бидат оддалечени најмалку 500 метри од основните и од средните училишта. Во обложувалниците, кои се наоѓаат во радиус од 500 метри од училиштата, нема да биде дозволено поставување на електронски видео лотариски терминали и друга опрема за електронски игри на среќа. Ова е институционална одлука да ги заштитиме децата од секојдневната изложеност на коцкање и зависности. Паралелно, институциите веќе преземаат конкретни мерки против нелегалното онлайн коцкање. До сега се затворени 358 нелегални странски онлайн платформи, кои незаконски приредувале игри на среќа на територијата на нашата држава. Станува збор за платформи кои функционирале без лиценца, без контрола и без никаква заштита за граѓаните. И покрај постојаните обиди на нелегалните приредувачи да отварат нови канали на интернет страници, институциите ќе продолжат со засилени контроли и соодветни законски мерки. Оваа влада уште од првиот ден започна системска борба против индустријата, која со години се ширеше без никаква контрола. Нашата цел е јасна: воспоставување одговорен, транспарентен и контролиран систем, со јасни правила, правна сигурност и многу поголема заштита на нашите граѓани. Ова е борба за иднината на младите, за сигурноста на семејствата и за достоинството на општеството.
Пациенти алармираат за колапс на клиниката за хематологија. Бараме итен инспекцијски надзор. Стои во денешното соопштение од Левица. До Левица пристигнаа вознемирувачки сведоштва од пациенти кои со години се лекуваат на Универзитетската клиника за хематологија, а кои укажуваат на целосен колапс на основното функционирање на оваа јавна здравствена установа, пишуваат во денешното соопштение од оваа политичка партија. Информациите до нас откриваат дека пациентите се соочуваат со недостиг од терапии, како и со недостиг од најосновни медицински материјали, шприцеви, стерилни ракавици, средства за дезинфекција и кеси за венепункција. Особено загрижувачки се наводите дека на клиниката е воспоставен понижувачки и опасен систем на штедење, каде лекарите се принудени за секоја терапија и интервенција да бараат одобрување од директорката Сонја Генадиева Ставрич, преку телефонски повици и вибер пораки. Со ова директно се суспендира стручниот авторитет на лекарите и се воведува недозволиво менаџерско самоволие во процесот на лекување, пишуваат од Левица. Во соопштението понатаму се додава: според сведоштвата на пациентите, директорката Генадиева Ставрич произволно кратела терапии спротивно на медицинските индикации, при што пациенти на кои им биле потребни 10 ампули терапија добивале дозвола само за 3, а со апсурдни инструкции да примаат половични дози. Левица го повикува директорот на Државниот здравствен инспекторат Кирил Лазов веднаш да иницира вонреден инспекцијски надзор за утврдување на состојбата со терапиите, набавките и начинот на носење одлуки за лекување на оваа клиника. Доколку овие застрашувачки наводи се точни и директорката на клиниката за хематологија штеди ресурси на сметка на животот и здравието на пациентите, тогаш станува збор за тешко кривично дело за кое мора да има одговорност, пишуваат на крај во своето соопштение од Левица. Криминалците на власт лапаат пари од тендери, а за студентите нема вода и глувци им шетаат по собите. Обвинувања од опозиционата СДСМ. Додека криминалците на власт лапаат пари од криминални тендери, младите студенти се оставени без основни услови. Немаат топла вода, немаат соодветна храна и глувци им се шетаат по собите. Ова е понижување, а не достоинствен живот. Денес сме пред студентскиот дом Гоце Делчев, символот на студентскиот живот, кој власта на Мицкоски успеа да го претвори во символ на понижување, негрижа и распад на системот. Додека младите преживуваат во распаднати домови, оваа власт троши милиони на криминални тендери, партиски вработувања и бизнис шеми. Тоа е вистинското лице на ВМРО ОКГ. За криминални тендери пари мора да има. За луксус, авиони и привилегии на функционерите има пари. За младите нема. Мицкоски им ја краде иднината на младите, додека лажно и лицемерно ги повикува да не се иселуваат. А младите поради него и криминалната организација ВМРО сака да се иселат. Поради криминалот, поради корупцијата, поради сиромаштијата, немањето систем и поради партизацијата. Мицкоски и неговата влада ја туркаат Македонија намерно во изолација, далеку од Европската унија, затоа што европските правила значат крај за нивниот криминал и корупција. Токму младите ја плаќаат најголемата цена за таа политика. Наместо европски студентски стандард, модерни кампуси, услови какви што имаат студентите ширум Европа, македонските студенти добиваат мувла, студени соби и распаднати тоалети. Ова е последица на една криминална власт. Мицкоски им порача на младите дека бил подготвен да чека децении за ЕУ. Тоа значи децении сиромаштија, децении иселување и децении без перспектива. Ние младите тоа не го прифаќаме. Младите ја сакаат Македонија во ЕУ. Сакаат европски услови за живот. Сакаат држава во која што ќе има пари за студентите, а не за криминалните тендери и бизнис интереси. Пиунот на Радев, Венко Филипче, призна дека СДС има исти позиции со Бугарија и дека нема проблем да бидеме северномакедонци, вели портпаролот на ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски. Пиунот на Радев, Венко Филипче, призна дека СДС има исти позиции со Бугарија.
Пиунот на Радев Венко Филипче нема ништо против да бидеме нарекувани северно македонци. Филипче е поголем негатор на Македонија и македонскиот народ, дури поголем од Заев и од Бугарија и тамошните власти кои не нарекуваат северно македонци. Филипче е главниот лобист на Бугарија во Македонија за внесување на бугарите во уставот, а потоа и заменување на идентитетот, јазикот, културата и историјата. И кога мислевме дека не може подолу, Филипче повторно вели: зошто да не ги внесеме бугарите во уставот, кога тоа не е никаков ризик, ниту пак го загрозува нашиот идентитет. Сето ова, почитувани граѓани, додека бугарската министерка Петрова Чамова вели дека сме северно македонци. Филипче и натаму останува единствениот политичар во Македонија кој е најгласен за уставните измени. Филипче треба да одговори, а не да молчи. Со што е уценет од група на бугарски политичари за да води ваква антидржавна политика? Тендер коалицијата ВМРО Знам е најголемиот бугарофилски колектив во историјата на Македонија, порака од денешната пресконференција на СДСМ. Криминалната банда на власт нема одговори за неисполнетите ветувања пред граѓаните. Сите нивни лаги излегоа на виделина. За Преспанскиот договор, за враќањето на името, за економијата, за закочениот европски пат на државата. Сега тие зборуваат за бугарофили и не обвинуваат нас во СДСМ дека сме предавници. Вистинските предавници на македонските национални интереси се во владата на Мицкоски. Најголемиот бугарофилски колектив во историјата на Македонија денес се наоѓа токму во редовите на тендер коалицијата ВМРО Знам. Половина од оваа тендер коалиција има бугарски пасоши. Министри, пратеници, директори, функционери, сите со црвени пасоши на Европската Унија, а глумат лажни патриоти пред народот. Дури семејството на Мицкоски има бугарски пасоши. Семејството на нивниот главен медиумски и главен пиар советник на Мицкоски Драган Павлович Латас исто така има бугарски пасоши. И токму тие, кои со години земале бугарски документи за личен интерес, денес не сакаат да ги внесат малцинствата во уставот и да продолжи европскиот пат на државата. Зошто? Затоа што ним не им одговара европска и правна држава. Им одговара изолирана, слаба и корумпирана Македонија, во која криминалната мрежа на ВМРО ОКГ ќе продолжи да краде, а граѓаните ќе живеат со ниски плати, во сиромаштија и понижувања на границите. Народот да чека со децении додека тие се богатат. Малцинствата, почитувани, се наши соседи, другари, пријатели, колеги. Тоа не се никакви терористи. Единствено ВМРО ја тероризира Македонија. Спроведува државен тероризам затоа што не држи во блокада и далеко од Европската Унија. Малцинствата се прашање на Европската Унија, а не на Бугарија. Тоа мора да им биде јасно на граѓаните. Малцинствата во уставот се основа за продолжување на европските гаранции. Но вистината излегува на површина. И внукот на Гоце Делчев, Христо Христов, вели дека Делчев би ја оценил ситуацијата со гадење. Гоце Делчев не се бореше за омраза, за конфликти и за поделби. Тој се бореше за слобода, за правда и за обединување на народите. Тој не се бореше Македонија да биде изолирана држава, заглавена во 90-тите, туку модерна и европска држава. Тие го злоупотребуваат името на Гоце Делчев, а ги газат сите негови идеали. Мицкоски и ВМРО ОКГ водат политика на вештачки конфликти со соседите, политика на блокади и пропаганда, само за да ја сокрие неспособноста, криминалот и корупцијата. СДСМ останува на страната на европската иднина, реформите и вистинските македонски интереси. Реформи, правда, Европа. Тоа е единствениот пат напред за Македонија. Следува информација од спортот. Македонија во петок може да го добие новиот фудбалски шампион. Шкендија мора да победи, но се ќе биде залудно ако Вардар не загуби во Струга. 32-то коло, предпоследно во првата македонска фудбалска лига,
ќе донесе, но и ќе разреши многу непознати во фотофинишот на оваа сезона. Ова коло ќе стартува веќе во петок, а тогаш едноставно би можеле да го добиеме одговорот околу тоа кој ќе биде шампион на Македонија. Во центарот на вниманието нормално ќе биде битката за титулата помеѓу Вардар и Шкендија. Во петок од 16 часот ќе се одиграат 3 надпревари, и тоа Шкендија Брера, Струга Вардар и Силекс Арсими. Прашањето кое кружи во македонската фудбалска јавност е дали титулата ќе биде решена овој викенд и што би требало да се случи за да дојде до тоа. Ако Вардар победи или освои бод во Струга, тогаш црвено-црните и математички ќе осигураат шампионската титула уште пред последното коло, без разлика што ќе направи Шкендија. Сепак, ако Шкендија победи, а Вардар загуби, трката за титулата ќе продолжи до самиот финиш и ќе се решава во нивниот меѓусебен дуел во последното коло кој се игра во Скопје. Во останатите надпревари од ова коло, во сабота од 16 часот ќе се сретнат Башкими Македонија Ѓорче Петров, Шкупи Работнички и Тиквеш Пелистер. Утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди. Попладне ќе има услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен променлив ветер, а температурата од 8 до 24 степени. Во сабота се очекуваат поинтензивни процеси во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. На крај на дневникот благодарам за вниманието и имајте пријатна вечер.